Добро утро и од мене. Во денешното издание на Магазин ќе слушнеме на малку поразлична приказна од сето на што досега сме научени. Ја верувам дека и тоа како ќе не дополнително освести на сите нас. Ова се тројца херои, секој на свој начин би рекол, вклучени во еден огромен проект, нешто што и официјално го догледа светлото на денот, а тоа е документарниот филм кој што зборува за важноста на донирањето органи, во кој што меѓу другото има и приказни од кај нас и сето тоа е документирано и со тон и со снимка. Овој документарот засега ќе се прикажува само на само на фестивалите, меѓутоа наскоро се очекува да го имаме и на медиумите, така што верувам дека едва чекаме да го видиме, затоа што ова дело и тоа како заслужува внимание. Сега денеска во Магазин имаме тројца кои што беа вклучени во самиот овој проект, во продукција на Види вака, тоа морам да го кажам, и бидејќи девојките се со две презимиња, водителот најфино е да си ги прочита, Христина Георгиевска-Илиевска, која што е главна и одговорна уредничка на Види вака, Лоран Бајрами, кој што беше снимател и го документираше целиот овој процес, и Емилија Христовска-Костовска, која што е првата жена со трансплантирано срце во Македонија. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро ве најдовме. Како сте синхронизирани? Се гледа дека добро сте работеле како цел тим. Од кого да почнеме сега? Прво вака, да почнем секоја чест за ова што го направивте. Ова е нешто што за прв пат ни се случува во нашата земја, документарен филм за важноста на донирањето на органи. Ви го имате снимено целиот тој процес, како сето тоа изгледа, луѓето кои што директно и индиректно беа вклучени во ова, од каде, колку беше остварлив на почеток кога ви кликна како идеја овој проект? Тоа ме интересира, бидејќи многу работи треба да се поклопат. Да, документарецот промени во крајот на нечија приказна. Всушност дојде како шлак, би кажала, на тортата на еден проект за процесот на трансплантација, поддршка на процесот на трансплантација кој што е финансиран од Европската унија. И всушност на тој проект му предходеа низа други активности. Значи имаше претходно обуки, работилници, имаше патувачка изложба, беа поканети голем број на дизајнери, на млади луѓе, токму креативно да се изразат кога станува збор за донирање на органи и за трансплантација. И всушност шлагот на тортата беше документарецот за трансплантација. Ние како медиум Види вака и претходно уште од 2020 година, кога одекна веста дека се случува првата трансплантација во нашата држава од кадавер, ја следевме приказната и темата за трансплантација, но овој документарец, како што кажав, дојде во склоп на тој проект. И навистина го спремавме околу година и пол и му предходеа голем број на обуки, разговори со лекари, разговори со националниот координатор, заменик националниот координатор и раководителката во процесот за трансплантација. И морам да признам, на почетокот кога го гледаш сето тоа на хартија е многу полесно, но кога ќе влезеш во пракса и во операциона сала е нешто сосема поинакво од тоа што ги имаш очекувањата. Ќе ги раскажете сите овие ваши впечатоци и детали, ама кога веќе зборуваме за документарецот, имаме едно кратко промотивно видео за истото, колку од прилика да знаат сите некои што не гледаат за што станува збор, и се враќаме со сите детали од секој аспект. Да, ова се ни посебни емоции, секој некако од своја страна го има доживено. Јас тебе би те прашал прво. Бидејќи ти си била во онаа операциона сала, ти си првата жена со трансплантирано срце. Се уште единствена. Се уште единствена. Како дали со снимањето на овој документар на некој начин го преживуваше по втор пат сето на што го помина пред од прилика 4 години? Потешко. Стварно? Некој забележав емоција во твоите очи. После видео, да. Се лажам или така? Оно што го преживеав, не му посакувам на никој да може, да треба да го преживее нормално, бидејќи на вистина, поготово мојот случај беше многу тежок.
Страшно е чувството, меѓутоа сите тие емоции те напаѓаат од посла. Значи, мене сега ми се враќаат дури некои работи и сега кога го гледав документарецот првиот пат, значи дури имаше делови каде што не можев да го гледам бидејќи навистина ме вознамирува. Многу е благороден тој чин, многу е нешто не знам, не нешто што не можеш да му дадеш на цена, бидејќи спасуваш живот. Јас сум навистина благодарна бидејќи јас ја добив таа шанса. Меѓутоа сето она што треба да се помине и сето она што и докторите и пациентите, значи сите го поминуваат, е многу стресно и е травматично, меѓутоа е за убава цел. Така и е за секоја пофалба. И од двете страни апсолутно. Лоран, ти беше зад објективот. Како ти го преживеа и го доживеа целиот овој процес? Беше ли психички подготвен пред да започнете со снимањето? Како што вели Христина, едно беше на хартија, меѓутоа беше сосема друго во пракса. Да, иако претходно имавме разговори нели со докторите, кај што не подготвуваа какви ќе бидат условите, што све треба да правиме, што све може да правиме или да не правиме додека сме во салата. Овој филм беше сниман во повеќе сегменти, имавме интервјуа нели со докторите, имавме интервјуа со фамилијата, со пациентите, така да имавме као некој процес на десензитивизирање, подготовка, кај што би рекле дека завршниот чин е во самата операција, така да во повеќе наврати бевме и снимавме во болница. А самата операција, тоа беше интензивен процес, значи кој што траеше, не знам, некои 8 часа веројатно. И со голема екипа внатре во самата сала од 15 на души доктори. И тука си адреналинот е на високо ниво и ти како снимател само пробуваш сето тоа најквалитетно што е возможно да го документираш и ништо да не пропуштиш, затоа што све се случува премногу брзо. Докторите имаат многу малку време сето тоа да го сработат како што треба и нема простор за грешки, како кај нив, така и кај нас. Така да е интензивен процес. И сето тоа не го чувствуваш така во моментот додека се случува, но после, откако нели е готова операцијата и готово е снимањето, доаѓаш дома и се тресеш буквално. Сваќаш буквално што си поминал. Да, легнуваш, размислуваш и не ти се верува. Што смеевте, што не смеевте? Па, си смеевме во однос на тоа што се случува во операцијата, но ни дава до знаење до каде смееме. Например, има работи, има маса во која што не смееш да се доближиш, да допираш работи така натаму. Па ти кажуваат кое е нивото кога поминуваш од таму, до каде смееш, до каде не смееш да поминуваш, но целиот процес на трансплантација, значи од самиот почеток до кога заврши и го изнесува пациентот, ние го снимавме. Така што не бевме ограничени ниту цензурирани во однос на тоа што го снимаме, а нормално подоцна во постпродукција направивме селекција што тоа не би ставиле во документарецот, бидејќи навистина има и нешто што ниту етички, ниту пак премногу брутално за да биде прикажано во документарец. Така, вие на некој начин ја живеете и приказната на тие пациенти во самиот овој процес, колку треба да си емотивно спремен, би рекол, за да може да се реализира едно вакво нешто? Па, треба да си емотивно премногу спремен, но како што кажа и Лоран, адреналинот е тој кој што те држи во моментот и на почетокот го сваќаш сето тоа како професионално кога одиш на терен, кога одиш на било какво снимање. Така што во тие 8 часа немавме никаков проблем, ниту јас, ниту Лора, ниту останатиот колега Горан, кој што секој си знаеше што треба во моментот да работи, но кога отидовме вечерта дома, како што кажа Лоран, ти се враќаат сликите и ми текнува дека една недела после снимањето, Лоран дојде кај мене и ми кажа, знаеш, јас од кога го снимев, ова не спиам баш мирно. Така што тие некои слики, бидејќи сепак ние сме професионални здравствени работници, не знаеме што се случува, прв пат влегуваме сето тоа што го видовме таму, го имаме гледано на Grey's Anatomy.
И многу е поинаку кога ќе влезеш во операциона сала, така што имаше еден период од неколку недели каде што ни се враќаат тие слики од пациентот и од докторите и така натаму. Така. И ти си била во таа сала буквално како пациент. Да. Веројатно најтешката улога, ако може така да ја кажеме. Да, само што не го гледаш. Само што не го гледаш, да. После тоа се свестуваш и нели ти се враќа на мене всушност најтешкиот дел ми беше оно што јас го памтам, бидејќи нели има моменти, сега почаа да ми кажуваат работи некои други кои што исто не сум ги знаела, па сега се дури после 4 години? Да, сега дури после 4 години. Најтешкиот период ми беше кога бев на интензивна нега, бидејќи она што се случува во операционата сала, половина се случува на интензивна нега, значи спасуваат животи секоја минута. И јас што тогаш кажав дека сестрите на кардиохирургија, мислам тоа е моја гледиште, јас не сум доктор, дека се спремни да изведат операција, мислам не буквално, меѓутоа се толку спремни. И она што го гледав на интензивна нега беше страшно и се уште ми стои во мислите. Но тоа е тоа. Тоа ми го спаси животот и јас поминав малку потежок пат. Малку. Твоето срце работеше со 15%, да, со тоа што операцијата траеше многу долго, јас многу крварев, повеќе пати си имаат враќано, ова е нешто што отпосле го дознавам. Ова е до оние работи кои што сега ти кажуваат? Па, не, ова го знаев, ама... Малце порано. Не, да, малку порано. И не се будев долго време, значи 17 дена бев интубирана. Мислам дека изгубија надеж дека ќе се разбудам. Докторите или докторите стварно? Да. И знам дека мислам кој не би изгубил надеж 17 дена да не реагираш. Знам дека маж ми на доктор Васо, на доктор Папестиев, извинете, му има кажано не си се кирео, ќе се разбуди. Стварно. Те знае кој карактер си ти. Има и тоа во документарец. Значи, јас сега се шалам дека вие не знаете за кога си имате работа и така испадна навистина. Чуда се случуваат. Да, многу е тешко, многу е емотивно. Работите остануваат, меѓутоа животот е нешто што е бесценето и што навистина треба да се бориме, да си го зачуваме и да си го продолжиме и колку може да помогнеме. Така. Каков беше случајот кој што вие го документиравте? Значи, документарецот Промини во крајот на нечија приказна всушност е поделен на неколку сегменти, еден вид сложувалка е, кое што на крај завршува во форма на срце и колку е важен секој сегмент, секој дел од парчето сложувалка. Првиот дел од сложувалката е со едни 3 храбри жени, ќерки на Билјана од Струмица, кои што едногласно во најголемата своја болка и тага одлучуваат дека органите на нивната мајка ќе бидат донирани. Така што ја раскажуваат нивната приказна и каква била нивната мајка. Вториот сегмент, односно вториот дел од сложувалката е приказната на друга храбра жена, односно на Емилија, и со какви проблеми предизвици она се соочувала пред и по трансплантацијата. Третиот дел е делот со докторите херои кои што во 2020 година ја направија првата трансплантација на срце, па го објаснуваат оние тој процес и во четвртиот дел се вклучени сите исто така многу важни доктори кои што исто прават трансплантација дали на бубрези, на црн дроб и кускено ткиво и така натаму, така што тоа целта на документарецот, освен кривање на свеста за органодонорството и за трансплантацијата, всушност и еден начин да се прикажат сите тие херои кои што се вклучени во целиот процес. И семејството на донорот, и рецепиентите, и нормално секако здравствените работници. Така, кај нас може да кажеме дека органо на дарувањето е во подем, се уште е рано да се зборува, меѓутоа е започнат тој процес
и веројатно и нови начини со документарните филмови така натаму, сите вие ќе влијаете дополнително за подигнување на свеста, како што велиш, и во најголемата болка некој да размислува за нечи друг живот. Верувам дека и ова за сите вас е дополнително освестување, нели, бидејќи да, ние сите секојдневно функционираме, работа, дома, пријатели, меѓутоа понекогаш веројатно не сваќаме точно што и како е животот кога ќе се соочи човек со вакво нешто, и вие, Емилија, буквално и буквално и метафорички, вие од другата страна, веројатно малку поинаку гледате на сите работи. Ви се промени ли перцепцијата после сето ова? Емилија, тебе не знам дали да те прашувам ова. Не знам. Мене секако. Тебе секако, Мене да. секако и преди потоа. Да. Не знам, тешко прашање ова. Ова потешките, сега идеме Да. со потешките прашања. Да, сега идеме со потешките. Па не знам, некако повеќе кога цениш животот, пробуваш колку што е повеќе во секој момент од животот да го исцедиш до крај, некако посериозно го сваќаш животот. Не може во секој момент да го снема некој чувство, некоја. После ова снимање веројатно се друго ти е многу лесно. Да, вистина. Апсолутно дека нели претходно што 2020 година мислам дека сите медиуми известувавме за тоа и навистина беше една преубава вест во време на корона криза. Навистина беше преубава вест, но апсолутно некако ние луѓето мислиме сите дека сме бесмртни и така натаму, а не сваќаме колку брзо може за една секунда да се промени животот и за една секунда можеме да бидеме затоа и тоа е всушност и пораката дека секој од нас може да биде еден ден донор или може да биде дел од семејството кој што треба да одлучи дали органите ќе бидат донирани или пак од друга страна да биде пациент кој што ќе биде на листата за трансплантација. Така што треба што повеќе и повеќе да се зборува во семејството за оваа тема за да се крене што е можно повеќе важноста за органодонорството и за трансплантацијата. Така, колку си ти горда на себе и на својот тим од Видивака што реализиравте еден ваков сериозен проект? Па јас сум секогаш многу горда на целиот тим на Видивака, но исто и со овој проект, со оглед на тоа што навистина беше предизвикувачки и од огромна чест да можеш да присуствуваш на нешто такво, да успеш да ја кренеш свеста во јавноста за нешто што е од особена важност, така што сум многу горда на целиот тим и се надевам дека уште многу други проекти ќе имаме вакви, бидејќи тоа е убавината на нашата професија. Во Нови еден предизвици. период да бидеш во нечија друга приказна, во нечија друга професија, да видиш што се случува во животите на другите. И на еден начин да ги искусиш и сите емоции, као највисоките, највеселите и најтажните. И тоа е стварно привилегија. Така и веројатно со тоа и се расте како човек пред се, нели настрана од професионалниот момент. Сигурно. Апсолутно да, и освен нели процесот на трансплантација, тука снимавме ние исто дополнително и во Карел, но воопшто не беа ниту лесни интервјуата кога се правеа. Со секој од нив, и со здравствените работници, со лекарите, со целиот тим, кој што секој од нив си носеше некоја болка, некоја приказна, нешто што поминал изминативе 4-5 години. Истото се случуваше и со семејството на донорите, со Емилија, така што секоја приказна, се што беше снимано, навистина беше со многу емоција. Така, кога веќе зборуваме за интервјуата со докторите, многу ме интересира колку емотивно ти е целиот овој процес дополнително го сваќаат. Мислам, да знаеме дека нели нивната професионалност, тоа е нивното секојдневие, спасувањето на животи, но веројатно и за нив како што овој документарец беше предизвик за вас, сите овие од овој тип на оперативни зафати и тоа како се дополнителна задача надвор од нивното секојдневие. Да, едно од прашањата што на сите доктори им го поставував, дека освен професионалноста, дека се лекари, тие пред се луѓе. И кај секој од нив има емоција, нормално има емпатија и токму во документарецот, во делот со Емилија има еден многу емотивен момент со доктор Васил,
каде што ние додека го снимаме, не знае дека Емилија ќе дојде да го посети. Така што ние а вие сте договорени? Да, Емилија добро. чека надвор и ние му поставуваме прашање, добро, бидејќи веќе го снимавме целиот процес за трансплантација, дополнително да има друг ден и му велиме ајде нешто околу случајот со Емилија, и он почнува да раскажува и тогаш Емилија му тропа на врата и отвара врата и знаеш. Значи Емилија беше изненадувањето. Емилија беше и тука гледаме еден многу убав однос помеѓу пациент и доктор и колку е емотивно и како докторот кога Емилија не се буди, треба да оди да им соопшти на семејството, односно на сопругот. И доктор Васил вели, вика, дојдов во ситуација кога сопругот е тој кој што ме утеши, вика, само ми рече Емилија ќе се разбуди и Емилија за еден ден се разбуди. Еми стресови на сите си им направи. Ми се насолзи очите. Да, од сега човек ќе се насме, меѓутоа не сакаме да знаеме како било во кожата и на твоите блиски сите тие 17 дена, па и на докторите. Еве го ова е тој момент. Докторите Дефинитивно се емотивно, извини, дефинитивно се многу емотивно поврзани. Јас го почувствував тоа, бидејќи бев на клиника. Буквално ми се како семејство. Значи, јас кога одам на клиника е како да одам на гости кај браточетка ми, речам. Сакам да кажам, значи многу се нормално е да се поврзаш, првенствено на целиот тој случај, целиот процес додека да дојдеш до трансплантација. И после тоа, бидејќи, а јас особено, значи лежав 4 месеци, така да мислам дека не е мал период за да можеш да се поврзиш буквално со сите. Дополнително си била и од оние поспецифични случаи. Дека ќе фалиш. Ти ще ми велиш, оставите ме надвор, кидам. Да. Тоа таа емотивна конекција, нели, настрана од цела професионалност и сето тоа што го вложиле. Еми, колку време ти чекаше за трансплантација? Помалку од 2 години. Помалку од 2 години. И тоа имаше таа среќа, нели? Така некако може да се каже. Да, со тоа што во рок од 1 месец ми понудија 2 срца. Тоа е нешто што јавноста не го знае. Меѓутоа, првото срце јас го одбив. Зошто? Среќа што јас многу читам и многу, нели, се информирам. Извини што ќе те прекинам, само правилото гласи дека пациентите сами одлучуваат дали одреден орган, конкретно во случајот срце, ќе го примат или не. Многу читам и многу се информирам, без разлика што нема врска тоа со мојата професија. Ти веќе може да си доктор. Толку многу знаење и искуство. Општо. Така да ми понудија срце, меѓутоа девојчето беше многу ситно. Јас знаев дека ми е зголемено срцето, значи обемот се и дека можно е да не успее. Значи секогаш е можно да не успее, меѓутоа јас некако веројатно многу добро ја проценив состојбата. Што велеа докторите? Само ти ја дадоа информацијата? Не, они не можат да одлучат, они не можат ништо да ти кажат. Меѓутоа еве свесни се со самиот факт дека се поврзуваат, значи се поклопуваат сите, нели, параметри, бидејќи има многу параметри кои што треба, со оглед на тоа што јас имам антитела кои што ги имам примено туѓи, не мои, при примање на крв. И тие антитела, значи треба, не смеат да се поклопат со на донорот. Ни моите, ни тие, ни на донорот. Значи се треба да се поклопи. Овдека се поклопија сите работи. Овдека се поклопија сите. Таму исто се поклопија, меѓутоа јас некако не се почувствував сигурно, тоа ми беше најтешката одлука што можев да како да кажеш не во тој момент кога не знаеш дали ќе има повторно прашање, дали се. Кажав не и ми рекоа добро, може ќе има за недела, 2, може ќе има за месец, може за година, може нема да има. Јас реков како Господ, никој не. И така испадна за непол месец повторно ми се дека има орган. И ете, се заврши како што треба. Вау, фасцинантна е твојата приказна. Добра одлука, стварно. Како си денес?
Одлично. Добро, сега ногата малку Да, е светка. Меѓутоа почна да вежбаш. Да, вежбам зумба, сега правам пауза ради ногата, бидејќи ја скршив. Па чекам за операција, инаку супер сум, се движам, шетам, работам хонорарно, значи работам со договор на дело, бидејќи нели сум инвалидска пензија. Работам од дома, не можам да работам, меѓутоа сум активна. Значи најмногу што можам сум активна. Излагам во град, значи го правам се оно што го правев пред да имам проблем. Баш. Мислам пред да ми се влоши состојбата, всушност. И мислам дека во документарот беше таа твоја изјава каде што велиш дека буквално си имав работи кои што зацртано планови кои што ќе ги реализирам откако ќе ми се случи тој нов живот. Докаде си со чеклистата, ме интересира. Водно го завршивме. Добро, врвот, така? Не сум го... Не. Не сум го качила уште врвот. Добро. Добро, ама тоа ми е некако потешко и качувањето на скалите од вежбањето зумба, не знам зошто. Вежбам, лето водам за Шпанија. Одлично. Значи тоа е една од желбите што ја имав. Лондон се уште не ми се оствари. Има уште за остварување. Следна ни е да поднесеме за виза за Америка, да го посетиме Њу Йорк, и тоа ми беше исто едно од листите, од работите, и да го посетам Лондон, што јас се надевам ќе направам сезон. Ке биде. Повторно го, да го посетам, бидејќи ми остана то сеќавање од многу мала, бидејќи моите први операции беа таму. Така. Многу ви благодарам за денешно гостување, многу брзо ни помина времето, а очекуваме да го гледаме филмот, а види вака продолжете со одлична продукција и добри теми. Ви благодариме многу. Така е, за крајот денот едно музичко парче, нашата Славица Ангелова, и се разбира останете на Сител, има што да гледате.